Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Јас во Дневникот најавив дека наши денешни гости треба да бидат господата Ицо Најдовски Перин, историчар, и Тони Науновски. Меѓутоа, господинот Науновски не извести дека од објективни причини е спречен да дојде и да учествува во оваа емисија. Па така да денешниот аргумент со Ицо Најдовски Перин ќе го тераме. Ицо, добар ден и благодарам што се озвавте позитивно на нашата покана да сте дел од програмата на телевизија 24, емисијата Аргумент Плюс. Така, да, Мирјана, благодарам и на вас и драго ми е што сум ваш гост. Така, вие сте еден од представниците на македонската диаспора општо и на македонската диаспора од Австралија. Доаѓате често овде во Македонија, некако не можете таа врска да ја прекинете, практично таа е непрекинлива, ама и сте доста активни на планот на случувањата во Македонија, па често пати од некои имате позитивни, нели, поени добивате, од некои негативни. Па знаат и да ви речат, па што не дојдете тука да си живеете, да видите како е, ако имате толку многу критики. Така, имало и такви коментари. Да, има и такви коментари, меѓутоа не е тоа така сеедно. Не беше лесно кога заминав. Тие што можат да ми кажат денес дека зошто не се вратиш, каде беа тие личности, да ми кажат Ицо, еве има работа за тебе, остани овде, ки не си бегај во Австралија 85-та година. Сега од 85-та година до денес, јас скоро доаѓам секоја година во Македонија, или некојаш ми се случувало да доаѓам и 2 пати во годината. Носталгијата со Македонија, со татковината е многу силна, многу јака е, нераскинлива е, без разлика кој како те не навредува, дали сме копита, дали сме неписмени, дали сме вакви, такви, дека немаме шетано никаде, дека далеку сме ние од светот. Меѓутоа, ние сме паралелно со состојбите во целиот свет. Македонците се во тек на состојбите, особено во нашата татковина и во соседните држави каде што се македонците, нашите малцинства. Ние соработуваме со нив, веројатно вие знаете, ние сме многу блиски со македонците во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во Албанија, во Преспа, Гора, Голобрдо. Така да, исто така сме присутни и овде, и во политичкиот дискурс на Македонија. Меѓутоа, тие што го кажуваат, тоа обично го кажуваат од партиска гледна точка. Онака, заради тоа што политичката партија на нив им наредила што треба да кажуваат, кога јас ќе ги искритикувам, дали би било тоа поранешниот Зоран Заев или сегашниот Димитар Ковачевски или пак опозицијата Мицкоски. Сега на некој нема да му се бендиса тоа што јас го кажувам како национален интерес на македонскиот народ или нација, што многу често овде вие само го користите зборот граѓаните, многу малку се користи зборот македонска нација. Од кои причини ќе треба да разговараме. Поради граѓанскиот концепт, нели, на државата, така и Австралија граѓанска држава. Точно, и граѓанска средина, каде што таму колку има нации признати јазици. А 235 се, само нашата радиопрограма емитува на 70. Радио 3Z, така вие тоа Радио 3Z емитува на 70. Меѓутоа, политичарите кога доаѓаат кај нас не велат the citizens of Australia, те велат Australian people, Australian nation. Сега, ние се плашиме да го кажеме тоа дека имаме македонска нација или македонски народ, од кои причини мислам. А некогаш вас ве погодува тоа што како австралиска нација или австралиски народ а не како да речеме Ицо Најдовски македонец? Па не ме погодува до тој степен, да мислам, не погодува затоа што не преовладува таму ова што се случува овде во Република Македонија. Тоа го нема, сите се во Австралија мирни како мачиња. Не се прават лавови, не се прават шерифи, како да кажем, како овде во Македонија. Гледате што сега, ако не, на некој не му е исполниш желбата и одма подига знамења, не емитува химна, нема национално или државно знаме. Таму не сме со такви реакции. Во Австралија нема такви реакции, не може да има, затоа што тоа се знае, нацијата е австралиска нација, народот е австралиски, ние сме австралијани. Дома, во нашето гето, како овде што сме, ние сме македонци.
И тоа македонското можете тука да си го практикувате, Тука го можете, апсолутно, има нивоа во меѓутоа- државата докаде што нели можете да си функционирате и да си се Добро, представувате сите и ние сте ги македонци следиме, така. сите ние ги следиме законите. Најпрво во Австралија законите се испочитувани од лицата кои ги носат законите. Овде во Македонија законите не ги почитуваат тие што ги носат. Сосема е спротивно. Во Австралија, например, пред две недели го гледав министерот за земеделие, Љупчо Николовски, зел едно шише толкаво големо и се сликал, да му го дал некој подарок. Во Австралија имаше подарок еден од министрите со малечко шише од Кина. Уште истиот ден си даде оставка затоа што го прифати подарокот. Има овде законот дозволува, мислам заради вистината, нели, овде дозволува законот до одредена вредност на подарокот и се знае кој подарок може да се прими, да речеме, са заради тоа да се... уште еден пример ќе ви кажам. Друг министр... Таму е забранено примање на подарок од страна на... Не може тоа се смета дека е корупција, подмитување. Не може да добиваат такви работи министрите, пратениците и службениците, апсолутно. Значи тоа не доаѓа. Функционерите, државните, јавни избрани личности. Тие се службеници кои што служат на народот, без разлика од која етничка припадност е. Тие служат. Меѓутоа, еве уште еден пример сакав да не забегам од темата, да кажам дека министерот за телекомуникации во Австралија, син му го зел картичката му е зел за телефонирање. Так. Телефонирал од работниот телефон и си даде оставка. Премиерот на Викторија, Стив Брекс, ова зборувам јавно што сите можат да потврдат. Така и да се провери барем денес. Апсолутно, цела австралиска јавност знае за овие примери што ви кажувам јас. Премиерот си даде оставка од премиер затоа што неговиот син се степа во средно училиште. Само заради тоа што неговиот син се степа со други деца таму од други етнички заедници и си даде оставка. Овде Значи тие етички и морални норми на политичарите таму се на многу повисоко ниво, да речеме, се на највисоко ниво. Нашите, да, или се на највисоко ниво. Еве да ги земиме американците, нели сега му изгласаа недоверба на спикерот на долниот дом. Так. И едната партија и другата партија. Овде кај нас тоа не доаѓа во предвид сега едната партија да ги помогне и другите партии. Ама тоа не го прават затоа што не се работи за македонски национални интереси или интересите на нацијата. Тие ги гледаат своите лични интереси, Мирјана. Пред се. Нека ми простат, меѓутоа јас зборувам она што го гледам. Тоа што го гледам, еве пример беше и со платите. 78%, па кои се тие, да не се богови, да не се на Господ децата, да не се тие ангелчината на Господ, а пак долу македонскиот народ е што? Или македонската нација, или сите луѓе кои работаат, народот да речеме, кои работаат по нивието, работаат во пондилата, работаат со овци и така натаму. Што на нив им прават? На братучет ми мојот оптичари ќе му го откупат млекото, му даваат за возврат наместо пари кашкавал. И со што ќе ги зоба тој кравите, со кашкавалот? Стокова размена, значи се прави. Да. На некој начин или ќе треба да го продава сам да се снаоѓа за пазар за да може да го продаде така. Каде? Најдовски рековте дека вие соработувате во диаспората со сите представници на македонците, да речеме, од овие краишта. Дали сте организирани по клубови или не? И како ја оценувате соработката, ајде малку околу вашиот селенички живот, дали како ја оценувате соработката со Матицата земја и нашиот имаме и министер ресорен што е задолжен за тој дел за комуникација со диаспората? Како се одвиваат тие релации, да речеме? Мирјана, не знам зошто ви е непознато. Ние од Австралија од 4 март 2018 година, откако се промена името, пред да се промени името, ние одржавме серија на демонстрации низ цела Австралија. Баравме да не се менува името, историското име на македонскиот народ, да не се менува името на државата и баравме соработка со властите, тогашните власти на Зоран Заев. Нас тие не игнорираа комплетно. После, откако се смена името во член 8 од таа резолуција, ние ги прекинавме сите односи со оваа држава, со Северна. Ние немаме никакви односи.
ниту амбасадор може да дојде кај нас во нашите организации, ниту конзул може да дојде. Се уште трае таа забрана, Се знам дека уште- некоја блокада постоеше, меѓутоа Се не уште- знаевме дека трае тоа и во го Австралија се практикувате уште трае тоа и никој не може да ги покани официјалните лица од Република Македонија или пак тамошните кои Тука сте се единствени, значи цела диаспора е единствена Цела во тој дел, диаспора, така да, независно а- која на која политичка Нема, провиненција македонците протежира си или... се национално определени исто како што се и другите малцинства овде во Македонија. И многу погрешни информации даваат кога формираа тука некаква, се сеќавате вие, форум на демократска Македонија. Во диаспората тие беа 6-7 лица, индивидуалци, познаници на тогашната власт, демек нас ни одеа паралелно. Со акцент на европската повеќе беше тоа, мислам дека диаспора што е во европските држави. Меѓутоа, нашата македонска заедница во Австралија е формирана 1937 година. Ние не отстапуваме од тие фундаментални темели на македонската заедница. Зошто не бевте интегрирани во овој форум што го кажавте сега? Па зошто тие не се интегрираа од 1937 година? Од каде излегоа тие? Кој ги формира нив? Не велам дали направите некако попит да стапите во контакт, да мислам, речеме. јас образложувам на народот. Зошто тие не се подкачија на темелите на македонската заедница од 1937 година? Зборуваме од 1937 година. Ние го следиме тој пат на нашите истакнати активисти, на нашите македонци од Егејскиот дел на Македонија, од Пиринска Македонија, од Преспа, го има Сотири од Преспа и многу има во Австралија од Преспанскиот и Горанскиот дел и од Голо брдо. Ние сме сите заедно. Овдеки во 1947 година Мик Веловски од Костур уште е жив, 100 години има. Тој донесе пари за да се изгради болница во Битола, за да се лечат ранетите, да не биде она што е сега во Катланово, Катлановските бањи. Таа болница требаше се изгради во Битола. Меѓутоа парите од Мик Веловски што ги зедоја и од Австралија, Канада, Америка, тие пари ја направија државната болница овде во Скопје, а не во Битола. Во Битола, сметате. Добро. Сега, веројатно приоритетот бил за овде за Скопје, не, како главен град. приоритетот беше да се лечат ранетите луѓе. Ранетите партизани беше за да се изгради болницата во период од 6-7 години. Да не дојаваат да доаѓаат во Катланово тука, уште 100 километри и нешто, да се влечкаат на рамо. Затоа требаше до граница да биде тамо. А ви пречи ли тоа што немате подсврсти врски со матицата земја, Перин или не? Па ни пречи што тие ни го променаа нашиот идентитет, го променаа нашето име, историско име на Македонија, на македонскиот народ. Ние имаме проблем во Австралија, не само во Австралија, имаме ние проблеми во Канада и Америка, не знам како е во Европа, бидејќи во Европа се иселениците доаѓаат, се враќаат, ние сме сосема друга иселеничка колонија. Затоа што ни смета нас кога ќе ни речат вие сте северно македонци. А така ли ве условуваат таму да речеме? Апсолутно, грците како ќе не условуваат? Како македонци? Другите заедници ќе не условуваат како македонци? Не. И тие што имаат поголемо влијание кај политичарите или кај некои сенатори или така натаму, тие во нивните кругови таму не условуваат со северно македонци или Северна Македонија или Се спротивставувате вие на тоа, имате вие развиено да речеме канали на комуникација, иако има сега електронски пошти, претпоставам тоа функционира перфектно таму во Австралија, да земете да објасните дека вие не сте северно македонци, дека Северна Македонија, Република Северна Македонија е државата, не сте. Миријана, ние не седиме со скрстени раце, такви проблеми имавме и порано кога Австралија нас не прекрсте во славомакедонци. Токму и мојата магистерска тема е оспорен идентитет македонците во современа Австралија. Во Викторија македонскиот јазик го преименува во македонски словенски. Ние отидовме до таму, до Федералниот суд, највисокиот федерален суд на Австралија и го добивме случајот. И ги изгубе федералната влада на Австралија, тогаш беше... Тоа долги години, мислам дека тој процес се водеше... Па се водеше околу 6-7 години, Да. тогаш беше Пол Китинг, беше
Гарет Евенс, министр за надворешни работи, за имиграција беше Ник Болкус. Впрочем и тој е потекна таа работа, беше етнички грк по потекло. Но ние не останавме со скрстени раце и сега ние ги знаеме и ги познаваме законите во Австралија. Не можат тие нас да не викаат северно македонци, тие можат паушално да не наречат северно македонци. Тие бараат, еве сега грците, вие не знам кој беа тука тогашните метиуми, објавија дека еленските таму организации се соединиле ние да бидеме северно македонци и нашите организации да бидат спрема Обединетите нации и Европската унија северно македонски, спрема договорот од Преспа. Меѓутоа наше право е како ние ќе се идентификуваме, а не е нивно право да ми кажат мене дали сум јас македонец или сум северно македонец, или да изборувам јас македонски или не зборувам македонски. Значи ние го имаме тоа право загарантирано. Еве колку грчката заедница, која што знаеме дека е во на австралијанскиот континент многу одамна и многу посилна и многу побројна од македонската заедница, колку е силна, да речеме, или посупериорна во конекциите со тамошната влада, еве и да наметнува некои вакви работи или креирање на нивни политики контра македонската заедница? Еве и после Преспанскиот договор, дали нешто се смени со подпишувањето на Преспанскиот договор и со условно речено затоплувањето на односите меѓу Македонија и Грција, иако тој Преспански договор има уште точки што треба да се исполнат и од наша и од грчка страна. Нема никакво затоплување. Јас вчера се враќав, односно денес се враќав од Грција, од Егејска Македонија и таму се уште стои знакот Фиром. Ниту еден знак не видов дека Норт Македонија. Фиром и манастири за Битола. Друг знак не постои. Значи човек да доаѓа од Германија, од каде да било, кој не го познава патот, нема да дојде, не ќе знае каде оди и кога влегол во Македонија и кога стигнал до границата. Значи грците воопшто ништо немаат мрднато, ни 1 милиметар од Преспанскиот договор во нивици. Во ништо. Во ништо немаат покажано резултат, барем еден да покажат резултат дека го направиле тоа. Ништо немаат направено. Што се однесува во иселеништвото, во диаспората, грчката заедница е многу тесно поврзана со грчките власти. Ние сме биле разнебитувани од македонските, од југословенските власти, од УДБА, од бугарските власти и од грчките власти. И јас уште кога студирав... Се уште се активни, апсолутно, мислам, наследници на УДБА и на... Во нашата заедница, да, и преку свештениците доаѓаат разнебитувачи, и преку владиците, па и преку патриотите, некои комити, некои некомити, некои со бради како мене, некои без бради, и ги внесуваат таму каде што треба да внесат раздор. Тоа кај грците многу малку се случува. Значи, грците беа уште, јас во моите студии, научни студии, уште во 90-тите години имав нивни книги, од нивните книги гледав и читав дека тие уште во раните години на 20-тиот век, тие пуштаат од Грција, пуштаат специјалисти во образование, кои лица ќе одат во образование, кои грци ќе одат во политика, кои грци ќе бидат во медицината, кои ќе бидат во здравство, кои ќе бидат во хуманоста и така натаму. Кај нас беше обратно. Кај нас дојдоа владиците и ни рекоа 74-та година, оваа црква Свети Ѓорѓи која е осветена 1960 година, прва црква во иселеништвото, уште Македонската православна црква беше под српска јурисдикција. И добивме 1967 година. Значи 7 години после нас Македонската црква доби независност. Сега зборот ми беше, се загубив. Зборот ми беше дека уште тогаш кај нас, кога дојдоа владиците 74-та година, осветувањето и другите работи беа окей, што велат австралијаните. Меѓутоа, дојде еден од владиците и вика, ако во оваа црква не се управата не се државјани на Југославија, со државјанство југословенско, не ќе може да функционира. И еден од нив, Ристо Алтин, Стојан Србинов, и двајцата истакнати, многу истакнати активисти, му рекоа на дедо Владика, еве ги клучевите, затворете ја црквата. И како можеше тоа да се каже дека кога црквата ја изградија, местото го купија 56-та година македонците од Егејска Македонија.
а не македонците од Вардарска Македонија. Ние покасно отидовме во 70-тите, 67-68 година, после договорот Тито и министерот за имиграција Колвел. Најдобски, а како е со бугарската, со диаспората бугарска таму? Дали имате соработка? Не знам дали по бројност е исто толку голема како грчката или малку во помал обем, но дали има соработка и дали може да сведочите за како се одвиваат односите порано и сега откако повторно имаме заладување на односите меѓу двете земји? Видите, бугарска диаспора во Австралија нема. Воопшто нема? Има околу 4-5 илјади бугари, меѓутоа тие се значителен број споредбено, мислам со распрскани се тие. Еднаш ни задоа црква 88 година, од таа црква се освети 54 година, 55 година и беа прелажани македонците дека ќе бидат под юрисдикција на Андреј Велички, владиката кој побегна од Бугарија, но беше со МПО, бугарското МПО во Америка. 37 година се формира Сдружение бугарско Тодор Александров. Меѓутоа, одма спрема зборовите на Ристо Алтин, на Стојан Србинов и другите, на Мик Веловски, нивната конституција беше за соработка со Грција и со Бугарија, исто така подкрепа на цар Борис III. Кога тоа се сторе, овие демонстративно го напуштија тоа друштво и го формираа друштвото Гоце Делчев, а во Перт се формира друштвото Единство. Во Аделаид се формира друштвото Александар Велики и на другите места да не ги бројам. Значи, бугарите уште тогаш беа пресечени во самите корени. Сега нема бугарска заедница, нема бугарски организации, нема бугарско радио. Таа наша македонска црква Свети Кирил и Методија е единствена црква, меѓутоа нема луѓе, само свештеникот е таму. Ајде да се вратиме малку на реалноста, да ги прокоментираме актуелните случувања во Македонија. Вие знаете често пати да напишете и да реагирате нели околу тоа. Денеска слушнавме од самитот, неформалниот самит на Европската унија во Гранада и од каде што присуствува нели македонска делегација предводена од премиерот Ковачевски, па вели дека состојбата е одлична, Македонија е во одлична позиција, веројатно мислејќи на процесите кон Европската унија, иако таму слушавме една дисонантност на тоновите во овие представници што се нели на самитот, наспроти Мишел, председателот на Советот на Европската унија, кој што вчера рече дека ќе гледаат и дека Унијата мора да се спрема до 2030 година да се уште 9 земји членки да абсорбира и меѓу кои и некои земји од Западен Балкан. Меѓутоа денеска Португалија, представникот од Португалија вели дека не треба многу да се брза со фиксација на термини за се додека нели за проширувањето, се додека не се направи овој исчекор кон реформи во Европската унија. Така, значи можеме Како гледате нови изгледи за нема што да гледам, нема што да гледам. Јас вистината ја кажа Португалија. Вистината ја кажа Португалија, не Ковачевски, ниту некој друг, оние кои манипулираат и оние кои доаѓаа овде, ако се сеќавате, беше Хан, беше Могерини, беше Ангела Меркел, па не знам кои беа други кои продефилуваат тука низ Македонија, да не лажат и манипулираат дека Европската унија ќе не прими, само вие сменете го името. Не е проблем името за Европската унија. Датумот на Европската унија не е одреден. Јас повеќе пати сум зборувал, јас имам и некои слики што мисле дека ќе ги видиме, но не можеме. Сметате дека како рамка 2030 е тешко да се постигне или тешко да постои, мислите? Не доаѓа во предвид 2030 година. Европската унија е многу поделена. Значи, старата гарда, старата Европска унија или Европската заедница, тие соработуваат со Русија непрекинето. Еве сега Шпанија увезува нафта 88% од Русија. Шпанија денес увезува нафта 88%. Значи, тоа е брутално кршење на санкциите што се воспоставени. Италија соработува исто така. Белгија увезува дијаманти
од Русија. Германија исто така увезува голема количина на газ. Значи, државите што се Португалија, Шпанија, Франција, Германија, Италија, тие не прекинаа да соработуваат со Русија. Големи противници на тоа се источните држави, од Латвија, Литванија, Естонија. Условно речено новиот блок, Европската унија релативно нов блок. Ете така, таму е тој железен зид или завесата она не ми текну. Алудирате на железната завеса во Европа, да. Сега во Европската унија има железна завеса помеѓу новите и старите. Старите соработуваат, новите не соработуваат со Русија и ја помагаат Украина, а старите ја помагаат Русија. Да, датум за овие времиња вие што ме прашавте и она што се случува во Европската унија. Што го слушаме точно, ние гледаме, слушаме, анализираме, нормално споредуваме, компарација правиме. Например, правите информации не доаѓаат. Сега ќе излези Маричич па ќе кажува дека датумот ќе биде до 30-та година, па премиерот ќе кажува дека готово е, решено е се. Меѓутоа ништо од тоа не е решено. Затоа што никој не може тоа да го потврди. Не може да го потврди од едноставни причини, затоа што утре нека го сменат Макрон или нека го сменат германецот, некој кој било од нив да сменати и сосема други ќе има насоки Европската унија. Другата работа што овде не се кажува во Македонија, Европската унија нема намера да прими нови членови од Западниот Балкан. Ама вчера председателот на Советот на Унијата вели дека и планираат и некои се многу нежни на јазик, тие се многу нежни на јазикот, тие се многу нежни кога доаѓаат и ќе ни кажат нас, ами вие си одлучивте, вие си направивте. Тие кажуваат се. Но ние мора да се водиме според она што они го кажуваат, тоа е тоа, да. Ама не е така, видете, тие кажуваат и друго, дека од Западниот Балкан ќе се формираат два економски блокови. Едниот блок ќе биде Србија, Албанија и Македонија, другиот ќе биде Босна, Црна Гора и Косово, за да не дојде до формирање на големи држави, Србија, голема Србија или распаѓање на Македонија или распаѓање на Босна и така натаму, или пак присоединување на Црна Гора или Косово кон Албанија, тие го имаат тоа испланирано, а не датум за влез на Македонија. Значи нема можност, односно воопшто нема план Европската унија да влези Македонија во Европската унија да стане членка па до 30-та година. Тоа не доаѓа во предвид. Значи во некоја блоковска поделеност или она што велат Унија во неколку брзини, прва, втора, трета, четврта, тоа се уствари како нели концентрични кругови, нели според земите на влијание. Кој ќе биде во првиот круг, кој ќе биде во тој вториот круг и трет, четврт. На Европската унија не им се брза, ние воопшто не им значиме ништо, а пак тие нас да ни даваат пари, како овде што се ветува, како што велеше и Зоран Заев, дека ќе течат евра по патиштата. Еве гледаме сега колку евра течат низ Македонија по патиштата, колку Македонија е реновирана, обновена или пак колку лична е една европска држава. Сите сме сведоци и не смееме тоа да го преќутиме. Добро, точно треба да се зборува секој од свој агол на гледање, но еве ние процесите и ориентацијално сме се ориентирале кон НАТО и кон Европската унија што 90-тите години сите политички партии. Меѓутоа еве тој од кон Европската унија, НАТО се случи исто со болни реформи, со болни отстапки, тоа никој не го негира со промена на име. Еве сега овде се заговара уставни измени и влез на бугарите во уставот. Како гледате еве на тоа? Ќе се случи, нема да се случи, ако гледаме дека опозицијата сега во последно време го форсира нели тој наратив за избори? Видете вака, сега јас ви одговарам на вас, не сакам да ви поставам јас прашања, меѓутоа јас ќе го поставам прашањето за па ќе се одговорите сами, да, така, пошто вие сте гостин. Така. Ние историчарите тоа го гледаме малку поинаку. Видите, проблемот не е уставот. Јас често знам да кажам дали уставот во Македонија се менува како жените што ги менуваат чорапите или чевлите. Во Австралија уставот не е сменат од 1901 година. Уставот не е без никакви значи промени, ни нема козметички, промени во уставот. Уставот на Австралија е на 16 страници.
а 19 страници е Преспанскиот договор, 12 страници е Бугарскиот договор. И сега плюс имаме анексот, го имаме од Франција, францускиот анекс. И што ние колку пати ќе менуваме устав? И зошто е проблематичен уставот? Што им смета уставот за да влези Македонија да биде членка на Европската унија или пак што побрзо да ја прифатат за она првиот што е нели пристап кон Европската унија и за да се почнат преговорите практично така, да се отвори таа втора меѓувладина конференција. Јас сакам македонскиот народ да го прашам или македонската нација, уставот ли е проблем? Или нешто друго е проблем? Не, тоа беше поставено како услов, како некој движење, нели, етапно движење кон тој момент за да се почнат преговори. Видете, секој народ спрема член 2 од Обединетите нации има право на самоопределување на свој вие устав. дали сметате, господине Најдовски, дека е грешка ако се внесат бугарите во уставот и самите доаѓаат од средина или повеќето од вашиот живот живеете во Австралија каде што има не знам колку заедници, рековте 200 и кусур, 235-6, можеби да изголемен број. Дали тоа би штетело нешто ако бугарите влезат во уставот? 3500-600 колку се граѓани. Во преамбулата на Австралија не постојат етничките заедници. Значи ние ги внесуваме бугарите во преамбулата. Како нели од граѓански аспект, па сега постојат и делови од народи на тој, на тој, на тој, на тој, делови од народи. Делови од народи тоа ќе придонесе она што сакам да кажам од историска гледна точка. Ако ние внесеме дел од бугарскиот народ, ние можеме да бидеме од Вардарска Македонија, од Републиката, можеме да бидеме сите македонци дел од бугарскиот народ. Ние имаме македонци во Егејска Македонија. Зошто Бугарија не побара човекови права? Еве јас денес се враќам од таму. Сите села наши се македонски, сите зборуваат македонски. Ама тоа не вика така Грција, да вие зборувате сега контекст Егејска Пиринска Македонија, сега е нова реалност има. Па еве реалноста е таа, зошто се допаѓала на некој или не. Еве бев јас и полагавме венци нели во Благоевград, па јас зборував со знамето завиткан бев со сонцето, имаше полиција кои ме чува, затоа што имаше и нападни личности. Тоа е така е во ред, демократски е. Меѓутоа да ставиш ти дел од народот бугарски во нашата преамбула, тоа го носи следното, со 2-3 реченици ќе кажам. Так. Дека ние до 45-та година бевме еден народ, војната за ослободување не беше антифашистичка на македонскиот народ, туку беше граѓанска војна на бугарите, едните беа со Борис III, со царот, другите беа со Коминтерната. И по 10-15 години ние ќе се сведиме во историјата како сега што ја пишуваат политичка комисија. Та не е експертска комисија, тие се политичка комисија и по наредба на владата тие ќе направат тоа што ќе им нареди и едната влада и другата влада. Меѓутоа историјата останува историја и на историчарите. Ќе дојдеме ние до тој степен ако го отвориме уставот и ги внесиме бугарите во нашата преамбула, ќе дојдеме до тоа решение. Еве вие прашајте ги, сега може погрешно го поставувам ова прашање, прашајте ги историчарите. Мислам, еве ние имавме симпозиумот. Прашуваме историчари и ни гостуваат. 75 години славевме од постоењето на Институтот за национална историја во Ману на 21-22 септември. Ние никаде не се сложивме дека треба бугарите да влезат во уставот во преамбулата на Македонија. Исклучително беше тоа само со 20-тројца историчари кои се членови на комисијата, политичката комисија. Не треба да влезат. Уставот не е пречка. Бугарите ги имаат сите човекови права. Ние немаме никакви човекови права во Пиринска Македонија или во Бугарија. Нивниот устав не дозволува да има права македонскиот народ, македонците во Пиринска Македонија. Бугарите овде ќе имаат права. Но таму и тие велат дека нивните устави во Грција и Бугарија се таков устав да не познава етнички, како вие што велите, слично на ловно на австралијанскиот устав. Тие се дискриминаторски устави и тие си држат до себе си. Тие знаат што прават. Така. Најдовски, на крај сме на емисијата, само уште да ве прашам, имате ли во план да ги нормализирате односите со македонските власти, независно дали се овие, утре други ден ќе бидат други, трети? Само ако има Како македонска диаспора во Австралија зборува? Само ако има подобрување во односот на иднината на Република Македонија, заложба
еве и како ова што беше сега отворањето на уставот со расширени раце го чека Касами, Али Ахмети, Таравари и тие другите што се први лица на албанските политички партии, затоа што ќе го искористат отворањето на уставот за поништување на 20% на албанскиот народ, ќе побараат албански јазик, албански јазик наместо 20% да стои така. Наместо 20% и другиот услов ќе биде во исто време во самото отворање на уставот дека албанскиот јазик ќе биде меѓународен јазик на Македонија. Така, ќе видиме како ќе се одвиваат процесите. Благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс. До некое следно гостување. Ви посакувам успех и во вашата работа, во вашите активности. Ви благодарам и на вас. Така и благодарност до гледачите што не следеа и ова издание на емисијата. Довидување, почитување.